Државната матура ќе се полага во средните училишта само ако тие ги исполнуваат потребните стандарди за спроведување на испитите. За оние училишта што не ги исполнуваат просторните услови од државниот испитен центар, ќе им бидат овозможени алтернативни простории врз основа на барањата што ќе ги достават, истакна директорката на државниот испитен центар. За оние училишта што веќе се изјасниле дека немаат услови, директорката вели дека државниот испитен центар пристапил кон барање решенија за организирање на матурата на факултетите. Според неа, такви училишта има повеќе во државата, но за разлика од минатите години кога за полагање на матурата во спортски сали на други училишта, тие самите обезбедувале и дотаму превезувале клупи и столчиња. Оваа година ќе им бидат обезбедени услови на факултетите, каде што се ќе им биде наместено. Околу идејата за поставување блокатори за мобилни телефони и за други електронски уреди, директорката на државниот испитен центар рече дека оваа година таа нема да може да се реализира, но дека како опција останува за воиднина. Двата екстерни испити од државната матура ќе се полагаат на 31 мај и 11 јуни. За полагање се пријавени околу 15.000 матуранти. Овој месец матурантите ја работат проектната задача која, заедно со екстерните и интерните испити, е дел од државната матура. Државниот испитен центар веќе ги почнал подготовките за завршниот испит, објавени се тестови од минатите години заедно со точните одговори, што им помага на матурантите како подготвителен материјал. Со донесувањето на новиот закон за средно образование, кој е во собраниска процедура, се очекуваат и новини во полагањето на државна матура, односно модели согласно видот на образование. Арбен Таравари, министер за здравство и дел од коалицијата Вреди синоќа во изјава за медиумите негираше дека ќе ја напушти владината коалиција. Пратеничката група на Вреди работи на начинот за евентуална соработка за локалните избори. Оттаму велат дека имале средба на која разговарале за настапот на локалните избори, дека рамката се усогласува и оти за кратко време ќе имаат верзија која ќе им биде позната на лидерите од коалицијата. Таравари деновиве во јавноста изнесе тврдење дека има несогласувања во коалицијата Вреди во врска со настапот на локалните избори. Студенти и членови на академската заедница од Србија започнаа патување со велосипеди од Нови Сад до Страсбург, со цел да ги информираат европските институции за актуелната ситуација во нивната земја. Оваа иницијатива има за цел да привлече внимание на нивните барања и да ги истакне проблемите со кои се соочуваат. Патувањето, кое опфаќа околу 1300 километри, се очекува да трае околу 12 дена. Студентите ќе бидат придружувани од сообраќајна полиција, автомобил кој ќе биде пред нив и пейсмејкер, велосипедист кој ќе го диктира темпото. Многу странски и домашни медиуми ги испратија студентите, а диаспората ја поддржа оваа иницијатива, организирајќи сместување во градовите низ кои минуваат. Студентите имаат за цел да се обратат до Советот на Европа, Европската унија, Европскиот парламент и Европската комисија, со цел да ги информираат за нивната ситуација и да побараат поддршка. Тие се надеваат дека оваа акција ќе привлече внимание и ќе доведе до конкретни мерки од страна на европските институции. Според најновите информации, Европската унија воведе контрамерки во форма на царини за американски стоки во вредност од 26 милиарди евра. Овие мерки се одговор на зголемувањето на царините што ги воведе председателот на САД, Доналд Трамп, за увоз на челик и алуминиум. Овие контрамерки ќе влијаат на различни американски производи, вклучувајќи апарати за домаќинство, алат, пластика, месо и морски плодови. Со оваа акција, ЕУ настојува да ги заштити своите економски интереси и да изрази незадоволство од одлуките на САД. Овие случувања ја нагласуваат тенката трговска динамика меѓу САД и ЕУ и потенцијалните последици од трговските политики. Иако трговската војна не е во интерес на ниту една страна, воведувањето контрамерки може да има значителни економски импликации за двете економии. Француските власти открија голем вински скандал во кој македонска смедеревка била продавана како скапоцено шардоне од Бургундија. Истражувањето покажало дека илјадници шишиња биле ребрендирани и пласирани на пазарот како премиум француско вино. Оваа измама ја потресе винската индустрија, бидејќи француските вина важат за едни од најпрестижните во светот. Според истрагата, нелегалната шема траела со години, а вмешани се неколку дистрибутери кои ја препакувале македонската смедеревка. Македонските вински експерти го гледаат скандалот како доказ за квалитетот на домашното вино, но истовремено како штетен удар за репутацијата на винската индустрија. Француските вински здруженија бараат строги санкции за одговорните. Овој случај отвора прашања за контролата во винската трговија и потврдува дека дури и најреномираните пазари не се имуни на измами. Истражувањето продолжува, а последиците може да бидат сериозни за француската винска репутација.